Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани пратеници, дами и господа, во интерес на граѓаните и државата е изборниот процес да помине безпрекорно, во демократски услови, како што доликува на земја членка на НАТО, која што е во процес на преговори за членство во Европската Унија. Ставајќи го интересот на државата на прво место, пратениците на СДСМ, како прогресивна и проевропска партија, заедно со пратениците од мнозинството, ќе ја поддржи техничката влада во Македонското собрание. Нема да дозволиме ВМРО-ДПМН да фрли дамка на изборниот процес, а со тоа и на двојната победа на проевропскиот фронт на председателските и на парламентарните избори. Заедно со мнозинството пратеници, заедно со граѓаните, нема да дозволиме деструктивни сценарија на опозицијата да успеат. Во изминатите години СДСМ покажа дека е демократска партија која знае да го штити гласот на граѓаните и нивното неприкосновено право за слободно изразување на нивната волја. Така и ќе продолжиме. Они се нервозни заради изборниот пораз што ги чека. Токму затоа, од самиот почеток, законската обврска за техничка влада, која единствена цел има да организира фер и демократски избори, бараше начин да ја проблематизира, да ја обструира, целосно, непотребно, без било каква основа. Целта им е алиби за Мицковски во Белиот дворец, поради фактот дека Ковачевски ќе биде повторно премиер, а СДСМ со Европската коалиција ќе ја формира наредната проевропска влада. Но, тоа е проблем на нив, со кој што допрво ќе треба да се соочат после големиот пораз на изборите. Како одговорна и државничка партија, СДСМ ќе направи се да имаме фер и демократски избори и ги повикува сите, апсолутно сите политички партии кои што мислат добро на државата да го дадат својот придонес. Предлогот господинот Талат Џафери да биде технички премиер го сметаме за добро и соодветно решение. Го поддржуваме и очекуваме дека одговорно и со должна почит ќе извршува оваа функција. Како председател на собранието во изминатите години, Џафери даде свој придонес во едно исклучително време, важно за земјата, полно со голем број на предизвици. Под негов мандат се донесоа државнички одлуки за еднината на државата и за зачувување на економскиот стандард на граѓаните. Со државничките одлуки на мнозинството и на прогресивните проевропски сили во Македонското собрание во изминатите години станавме членка на НАТО, а после 17 години чекање започнавме преговори за членство во Европската Унија. Без придонесот на пратениците кои покажа одговорност за еднината на земјата и со глас во Македонското собрание ги поддржа овие важни државнички одлуки, тоа немаше да биде можно. Деструктивноста на опозицијата, иако се обидуваше да направи кулминација со насилни чинови во собранието, сепак не се дозволи земјата да скршне од вистинскиот пат. Во време на соочување со предизвиците од пандемијата, како и со глобалната економска и енергетска криза исто така. Додека опозицијската ВМРО-ДПМН спроведуваше активна блокада, пратениците од мнозинството со серија економски мерки и пакети, изгласани токму во собранието, се заштити стандардот на граѓаните во тешко време. Над 2,6 милиарди евра вративме назад директно кон граѓаните. Успешното менаџирање со сите овие процеси е за почит и представува значен придонес за Македонското собрание, за државата и за сите наши граѓани. СДСМ, заедно со коалицијските партнери, предложи министри во техничката влада, искусни, компетентни, одговорни и посветени кадри, кои секако дека ги поддржуваме, затоа што силно веруваме во нив. ВМРО-ДПМН, од друга страна, за техничка влада понуди слаби и нестручни кадри. Дел од предложените кандидати за во техничката влада се лични пријатели на Христијан Мицковски, дел се поранешни функционери во град Скопје, а дел се дури кадри од времето на Груевски. И ниту еден, ама баш ниту еден, нема зад себе никаков резултат. Напротив, Ѓоко Велковски е председател на Општинскиот комитет на ДПМН во Чаир и советник во општината, беше
Ве молам употребувајте ги вистинските имиња на партиите. Ѓоко Велковски е председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Чаир и советник во општината. Беше назначен за генерален секретар на град Скопје, а потоа е разрешен. Видовме како самите се караа кој повеќе ќе ги стави рацете во медот. Стефан Андоновски е исто така советник во Советот на град Скопје. Хаосот што се случува во Скопје најавува што може да се очекува од ваквите кадри. Елена Петрова е вработена во ИУП, позната меѓу колегите, кога била на раководно место, си ја вработила својата сестра. Панче Тошковски е личен пријател на Мицкоски, негов долгогодишен соработник. Во отсуство на професионален кадар, кој ја познава работата на МВР, очигледно личните релации се единствен критериум за негов избор. Цветан Трипуновски е олицетворение на режимската матрица во ВМРО-ДПМН и доказ дека во оваа партија апсолутно ништо не се менува. Заклучокот е дека немаат никаква програмска понуда, а сега уште еднаш се потврди дека немаат ниту кадровски потенцијал. Но тоа што ВМРО-ДПМН предлага министри учествува во техничка влада, а од друга страна не сака да ги поддржи, говори прво дека немаат верба ниту во своите кадри, второ покажува до кое ниво дојде опозицијата, кој постојано нешто бойкотира, кочи, дојде ред своите предлози да ги бойкотираат. Но во суштина, тоа е една матрица на немање став, немање лидерство, немање капацитет да се донесе одлука, уште помалку да се направи нешто за граѓаните. Како што беше и за францускиот предлог, се правеа драми во собранието и надвор од него. Тука се попречуваа пратениците да говорат, се урлаше и се тропаше, надвор се фрлаа молотови коктели. Но кога требаше да се гласа, пратениците од ВМРО-ДПМН не гласа, избегаа. Исто така се лажеше народот дека ќе имало бугаризација и асимилација, а не гласаа за договорот од Фронтекс со кој македонскиот јазик стана дел од Европската унија. Така беше и за пакетите економска помош за граѓаните. Среде пандемија и економска и енергетска криза не се поддржаа антикризните мерки. Однесувањето и гласањето на оваа седница од една и негласањето на пратениците на ВМРО-ДПМН од друга страна ја покажува разликата помеѓу одговорноста на пратениците од СДСМ и мнозинството од една и деструкција на опозицијските ВМРО-ДПМН и левица од друга страна, како што впрочем беше и во изминатите 4 години. Пратениците од мнозинството, предводено од СДСМ, работеа за граѓаните, носеа закони за финансиска поддршка вредна 2,6 милиарди евра, за поголеми плати, пензии, намалување на давачките за народот, но и одлуки со кои се овозможи почеток на преговори со Европската унија со заштитен македонски јазик, идентитет и посебност. Од друга страна, ВМРО-ДПМН и левица спроведува активна блокада и наместо за граѓаните делува против интересот на државата. Дури ја блокираа европската иднина на државата и реформите на европскиот пат, што беше нотирано и во извештајот на Европската комисија. Тие два концепти повторно ќе се судрат на избори оваа година. Нема трето, нема ништо измеѓу. Хоророт и влечењето за коса на Мицкоски или европската иднина и поголеми плати со СДСМ и проевропскиот блок е изборот што им се нуди на граѓаните на овие избори. Со Мицкоски нема иднина, нема членство во ЕУ, туку враќање назад во изолација, неизвестност, криминал, корупција, поделби меѓу граѓаните, мали палати и пензии. Од друга страна, се СДСМ и Европскиот блок, кои гарантираат безбедност, стабилност, демократија, слобода, релаксирани етнички односи и европски иднина на сите граѓани со поголеми плати и со поголеми пензии, со поголем животен стандард. Затоа, овие ќе бидат единствени 100 дена, кога ВМРО-ДПМН ќе има можност да биде власт, потоа повторно заминуваат во 4 годишна опозиција. Овие 100 дена ќе го поразиме концептот на хоророт и враќањето назад кој што го промовира Мицкоски. На 8 мај, заедно со граѓаните, ќе го поразиме целиот хорор на ВМРО-ДПМН. На слободни, фер и демократски избори ќе победи Европскиот блок. А на 9 мај, денот на Европа, Европскиот фронт ќе ја формира новата проевропска влада, која што ќе обезбеди членство во Европската унија до 2030 година. Да живее Европска Македонија. Ви благодарам.